пред нова година, на самиот почеток од оваа година, ги распишавме двата конкурса. Едниот за избор на уметнички директор, согласно правилникот за реализација на фестивалот, и другиот за пријава на композиции кои што ќе го чинат годинешното издание на фестивалот. Денеска чест ми е да го представам уметничкиот директор кој што ќе го креира или ќе го дизајнира уметничкиот дел на Макфест 2018. Тоа е добро познатиот редовен дел од она што Макфест го има како 33 годишно постоење, еден од најплодните, јас ќе речем еден од најплодните, можеби најплоден автор, еден од исто така наградуваните автори и како комплетен автор и како автор на аранжмани, автор на музика, Владимир Дојчиновски. Очекуваме да имаме успешен фестивал, добро почнавме, конкурсот заврши пред 2 дена за прием на композиции, веќе имаме уметнички директор и практично започнуваме со финален дел од реализацијата на Макфест 2018. Уметничкиот директор има своји видувања, моменти нови, кои што ќе му дадат на фестивалот на поинаква нота, поинаква димензија, па дозволете да самиот тој ви го представи тоа што го мисли како ќе го направи. Ке имаме, значи вака јас имам некои идеи, има некои автори кои што одамна не се на фестивал, би сакал да се вратат, би сакал исто така да видиме, имаме некоја смена на генерации меѓу изведувачите, така да застапиме и помлади изведувачи, односно нови изведувачи, кои што полека ќе си го најдат местото на македонската музичка сцена преку фестивалот Макфест. И чест ми е, сакам да кажам, што ќе бидам на оваа функција и стварно ја доживам и како голема одговорност, па и како признание за сето тоа што до сега сум го направил на Макфест. И благодарам уште еднаш. Што е тоа пошто ова издание 33-то на Макфест ќе се разликува од останатите? Па вака да ви кажам сега наискрено, конкурсот е завршен, меѓутоа се уште, нели, оние кои што испратиле по пошта ќе да причекаме уште некој ден да пристигнат композициите, да видиме прво што ќе ни стигне, значи како квалитет од испратените на конкурс. Значи јас мислам дека нема по секоја цена да примаме својот конкурс. Можно е овој фестивал да се разликува од претходните, да се иде на повеќе на нарачки од проверени автори, кои што, како да кажам, мислам дека не знаат да промашат композиција. Имаме одврзани раце, значи немаме, да кажам, строги правила дека мораме толку композиции да одбираме. Ние би сакале сите да се квалитетни, нели, и од таму сите да влезат, меѓутоа сепак мораме прво да преслушаме што сме добиле. Тоа е во делот на изборот на композициите, а во делот на пропозициите на гласање ќе има измени кои што ќе бидат поразлични од тие до сега. Меѓутоа не би сакал сега да ги соопштам. За тие вечерните шоуа, дали имате веќе во план? Имаме, разговараме, немаме одлучено затоа што има, да кажам, продукции кои што се нудат, а има и ние некои што ги каниме, па ќе видиме за кои ќе се одлучиме. Кои се имињата што вие ги каните? Не би сакал да шпекулирам стварно. Ќе ви кажам дека ќе бидат звучни и ќе бидат од Македонија сигурно. Висината на наградите останува како минатата година. Првата награда изнесува 5000 евра во денеска противвредност, втората награда 3000 евра и третата награда 1000 евра. 500 евра се 4 стручни награди кои што секоја година ги добиваме. Интересно е, можеби директорот не го кажа тоа, меѓутоа немаме увид на тоа какви композиции имаме, но да кажеме дека има поместување, односно промена во делот на интерпретаторите и авторските тимови. Имено минатата година и ова година останува интернационален, меѓутоа минатата година имавме уметници преминатата, уметници кои што настапува на своите јазици, независно дали на англиски, дали на бугарски или така натаму. Ова година строго се пее на македонски јазик, со тоа што имаме најава и учество на конкурсот на авторски тимови од страна. Од Италија, дури и интерпретатори од Италија, меѓутоа ќе пеат евентуално, доколку се одлучиме за тоа, ќе пеат на македонски. Имаме најави од Бугарија, но ќе пеат на македонски. Значи суштината е таа. Интернационален останува фестивалот, меѓутоа
ќе се пее на македонски јазик. Тимовите, авторските тимови, независно од каде доаѓаат. Ајде, нека се среќа.